Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Добредојавте во новото издание на Скопје Леле. Знаете, имаме нова приказна и името на гостино го дознаваме внатре во такси. И сега го дознаваме името на гостино. Може да ни се представите? Јас сум Румен Спратовски. Те, мило ми е, јас сум Ката. Румен, кажи ми само, ова е електрично такси и заради тоа е приказната врзана за нашето Скопје, заради тоа што веројатно сите сакаме почист град. Апсолутно, дека сакаме сите почист град, се надевам, скоро сум убеден дека со електрични автомобили дека нема да имаме такво загадување, но повторно остануваме на онаа тема за воспитаноста на возачите. Доколку и електричното возило го паркираш на тротоар, повторно нема да може да поминеме по тротоарот. Така е, да. Кога сме кај такси, користиш превоз низ Скопје? Користам превоз кога со свој автомобил возам претежно. Добро. Кога ми е расипано или така натака, секако со такси се возам од време на време со точак. Точакот совршено ми помага за болните колена, ама од друга страна имам болен грб, а грбот на точак пак ептен ме боли и сум во пат позиција. Да. Овој дел од Скопје веројатно ти е убав. Така, жена парк. Многу убав. Десно, овде Кидс, културна информативен центар. Многу убав дел во ова паркче, како дете сум, немаше нели многу паркови, ова беше еден од главните паркови. Центарот на Скопје, мислам, сите делови од Скопје се убави, доколку си ги чуваме, доколку си ги внимаваме и доколку се однесуваме културно. Така. Доколку не фрламе отпадоци секаде, така натака, доколку како застануваме на пешачки премин, да поминат пешаците. Да. Сте правиле некоја представа овде на отворено? Ти недостасува можеби тоа како овде не сум правил овде отворена представа. Имаше, мислам, кермес имаше можност тогаш некогаш да прави. Треба, да. Посебно во летните месеци мора да има на отворено театар. Перица Прличко има кажано дека театар со кој што имаат Р во месецот, во името на месецот има театар. Оние кои што немаат Р, нема театар. Значи мај, јуни, јули, август и потоа сите се со Р. Овие 4 месеци би требало да се пополнат со на отворено театар, што повеќе да има перформанси да има. И тоа е концепт на една држава и на крајот на криштата и нас во театрите треба малку да ни се каже дека би требало малку повеќе да излеземе. надвор. Да. А волшебни се некои такви. Не знам, например, јас кај Скопско лето порано имаше многу такви на отворено кај оној дел кај што се буквите, тито што ги кажал нели кај за и околу земјотресот и така натаму и ми се чини дека таквите простори можеме да ги искористиме. Сум играл представа, да речеме, на Врв на Водно. Еј, супер. Да, како студент сум играл на Врв на Водно. И зашто сега не играме? Па ето така, поима немам. Од немукаат, што би рекла? Инаку има, морам да ви го кажам. Ова е много кисела вода, на брдото има, ти то си пишуваш од времето. Има еден комшија, Гиго се вика. Отиде пред многу години со копач и од тото си ги скрши овие и сега Гиго пишува таму. Не се шалам, на вистина од така че се ќе видите. Па гениално е. Па нема, Гиго си се подпише човек. Со копачот отиде горе. Значи, поздрав до Гиго, нема подобра скопска приказна. Супер. Еве сме на местото каде што ќе продолжиме кон Пилистар. Така, да, триумфална капија и се селиме на ново место.
Рубен си сега сме, а после ги го и приказнала, Да. стварно. Ми го направи дената, ама веројатно има купеден вакви Се тие скупски приказни. гениални ликови кои што мора да им се посвети должно внимание. Гиго е тука, може некогаш да ми раскаже приказната со купачот? Ќе го пронајдем. Ајде одиме во Пилистар. Си знасме. Сега Рубен со такси доаѓаме пред Пилистар. Малку е топличко, ама нели? Актер си па ова ти се Замислувам дека е лад. го сакаш Скопје во сите временски услови? Го сакам. Го сакам Скопје, најмногу го сакам да душа во јули и август, кога е најпразно и кога има простор да дишеш. Малку повеќе, меѓутоа и кога е полно го сакам. Да. Кришто ако не сакаш да живееш во главен град, каков и да не е овој главен град, престолнина, значи многу недостижно за нашиот град, да бидеме реални. Меѓутоа, ако сакаш веќе да живееш тука, тогаш мораш да се согласиш на правилата на игра. Дека не Така е. можеш да најдеш паркинг простор, дека не можеш да бидеш сам низ улиците ако сакаш да бидеш сам, ако сакаш да бидеш сам, имаш водно, имаш разни плани околу, ако не те болат колената, нормално се качиш да ни. Така е. Кога сме кај оне јули и август ми тикнува на една скопска. Знаеш како велат скопјани? Сега остана само скопјаните во Скопје, така? Да, баш така. Од Девармала, што се Оние девармало се најскопјани. најскопје. Нема врска тоа. Не, кој се од шегувам каде е, само, навистина. така е, да, но Апсолутно. скопјани знаат да се шегуваат и на своја сметка особено, нели, за тоа кој најмногу е скопјанец по дефиниција. Да. Во кисела вода е убаво за живење? Морам да кажам дека беше многу поубаво пред 20 на години, ама навистина беше многу поубаво. И сега таа како се вика, тој е еден погрешен термин, урбана мафија. Другава да е рурална мафија, Као. урбанистичка е, Да. која што буквално вака ги сади, Ги насади ги сите, згради да. една врз друга и така натака. И се плашам дека ќе стане многу брзо место кое што ќе биде неподносливо за живење, кој беше навистина населба со убави паркови, со многу зелениво, со не многу високи градви, со културен и воспитан народ. Никогаш не ми пречело да се збираат во еден град луѓе од разни други места, меѓутоа треба да ги прифатат сепак игрите, правилата на игра на домородците. Така е, да. Твоите се дојдени од каде или таму се Ако ми е израснал? роден во Галичник. Роден. Роден Добро. во Галичник, во престолнината на Македонија. така. Нормално, да не се лаже нели Скопје, Битола, она Галичник. Добро. На Македонија, односно на овој дел од Европа. Да. Мајка ми е скопјанка. Тука таму е роден, па 40-та, па започнува војната, има нон-стоп напади на банди од Качачки од таму. Тие бегаат во Чалошова, не се лажем, Велешко едно село и после војната Доаѓаат веднаш наваму. тука и тука сум и јас роден. Да. На која улица? Марко Орешковиќ. Марко? Орешковиќ. Орешковиќ. Знаеш кој е тоа? Некој? Кој е? Знам како не Кој е? преводбеник си. Преродбеник. Добро, да ги научиме и тие. Па јасно. Така е, да. Како е да се живее на таа улица? Еве велиш пред 20 години е Многу беше многу побаво, игравме беше. сервис секој ден. Добро. И Колку бевте деца? поминуваше- Имаше деца многу? Имаше дечиња. Добро. И сега има дечиња, меѓутоа јас може дека не сум дете, Не ги гледам. па не ги гледам, ги гледам како Да, не да, ги гледам, ама им е кога бев помал, Добро. имав да речеме 5 дрва во двор дуњи. Ниту еднаш не земав од Дуњата. дуњи, затоа што кај 5 куќи понатаму имаше комшијата дуња која што веројатно беше по неубава или во најмала рака иста Да. по квалитет. Ама таа меѓутоа беше вкусно беше да посладка. се украде. Така е. Еве гледам денес, деноиве, годиниве наназад, се купуваат цреши, се купуваат кајси, тоа се краде, не се купува. Како може да се леле, купува Румен. кајси од пазар или цреша, тоа се Не, краде. стварно. Ама на вистина како се купуваат некои други, Да. кои што се екзотични, кои што не растат на дрва. Кој што не ги има тука? Кој што не ги има тука, не. Така цреши. Како крадов се Дешава каже? нормално дека и јас купувам. Да. Крадевме најубавото нешто. Посладко нема од тоа. Цел ден бев на дрво, имаше една цреша во тафталиџе беше наваму. Добро. Имаше една ранка цреша, најубава на свет и
И по цел ден бевме на дрво, кога не вика да дојдеме дома за да јадеме, дали е ручек, тие не гледа, не излегува од дома и вика Руби, каде си, вака вика, Руби, каде си, нагоре гледа, затоа што по некој дрво си горе кача. Береш, се реши, береш, кај си. Така. Се сеќаваш на другарите од тоа време, другарките, како беше, каде се сега тие? Тука се во Мало, тука сте или? Па во Мало се еден дел од луѓето. Еден дел се разбегани, што е обичај во оваа прекрасна, чудесна и ветена земја да се бара левот на друго место. Веројатно тие се криви. Да, веројатно. Веројатно тие се криви. Па одва и чекале од родната грудка да си отидат и да бараат среќата на друго место. Кој остана? Да речеме, првиот другар со кој што сум од 2 месеци заедно, односно 3 месеци, тој е 3 месеци помал од мене. Фана, Дејан, уште пред многу години. Како го викаат? Фана, Дејан. Фана. Си ти бавте на димаци? Да, нормално. Како те вика? Јас не знам како не вика. Може би еднаш белото циганче, еднаш Ване, еднаш веројатно во серии ме вика, не знам. Ако беше И ти се вртеш политички коректно да го кажам во белото циганче. Извинувам. На некоректност. Но не би се мешал во авторски. Да. Кажи ми на вистина, да, и Скопје е познато од тоа, нели? Па и во Македонија, ама Скопје особено по тоа дека сите си имаат никакви надимаци, барам во тие малки животи. Скопје, ама Битола, па и Битола, да, никој толку смешни нема како Битола. Не само смешни, туку точни, погодени. Да. Тој е надимакот или тоа е тоа, да. Дејан зашо го викаа така како што го викаа? Ама не, тоа Фана му е надимак од надимакот. Ајде од надимак му е Ана Мана Фана. Ана Мана Фана, што значи тоа? Ниту јас, ниту тој, ниту никој не знае што значи тоа. Убеден сум. И тој се пресели уште пред многу години во Словенија. Во Словенија. Се дружите, мислам се допишувате. Кога ќе дојде тука, кога од време на време се слушаме среќа, брат му е се уште тука, со него сега се дружам, иако тој е помал од мене, меѓутоа сепак да се одржи како се вика. Никакво пријателство, никаква врска. Другарство, некаква фамилија од тешата. Тоа значеше тогаш да се биде другар, да се има некој за другар? Не знам, не би гледал сега така црно. Да, дека нема сега другари. Нема, се надевам барем дека не е така. Меѓутоа како старееш или стануваш поголем, е поубаво мислење. Како стануваш поголем. Веројатно се избиструваат пријателствата не заради тоа што не си бил добар другар со некој, туку заради тоа што некој има други обврски, јас имам други обврски, секој има фамилии, имаме сега сите јас дека сум малку пораснат, сега не сум постарен, пораснат, имам фамилија и деца и така натака, па имам други обврски како што имаат веројатно и сите други. Поретко се гледаме, меѓутоа пак и во тоа е убавината кога ќе се избистрат некои само луѓе кои што ќе останат во твојот живот. Така. Каде учеше, во Кирил или не? Не, во 13 ноември учев, сега се вика Круме Кепески, никогаш не сме дознали зошто му го сменија името. Барам да беше некое име кое што 13 ноември е голем ден за не знам дали друго основно има што се вика 13. Се вика по ден на следувањето. А инаку до трето одделение уче Бојана Москоменски. Затоа што баба ми таму живееше, полесно им беше, а и блиско ми беше телевизија тогаш. На местото на Телман, на местото на каде што, да. Така да полесно можев да комуницирам со тие обврски таму, снимања, радиограми и така натака и да одам пешки до Кебаб, за да можам да јадам таму, а моите да се на работа. Така е, да. Кажи ми, кога тргна тоа околу, не знам, аудиција беше моментот кој што те однеса во телевизија? Аудицијата беше вториот дел од приказната. Јас бев во Коменски, наставничка учителката, поточно, во второ одделение, му беше сопруга на Спасен Нелов. Еден од важните луѓе во детската радиодрама, во Радио Скопје, тогаш. И него му требало детенце за да игра во радиодрамата и каде ќе отиде кај жената. Сопругата во одделение. И тогаш не знам, сега поточно знам, затоа што и едниот и другиот син немаат такви
тестирање во училиште, за една минута колку букви ќе прочиташ, зборови ќе прочиташ. Така се тестираше. Добро. И јас бев на вистина најслабоците, во добри денови читам 55. Леле. За една минута, има девојчињата по 85-90 читаат. Ко ништо. И да, ама тој нешто видел ете човекот, јас ниту го познав, ниту го знаев, ниту Никој од твоите во семејство има никој кој што? Не, добро. Нема и нека не се врати. Немој така, леле, море Се шалам, нека заврши проклетството со мене. И ти со 50 прочитани зборчиња? Ајде се пакова. Како, овој не знае да чита, ако тој го Ако тој. Не знае да чита. Јас заради тоа, првите неколку години, јас ги учев на памет текстовите, затоа што навистина не знаев да читам, сега ме зде да читам радиодрама. Ти, тој, си, тоа ќе биде катастрофа. Јас на памет. Добро. И после неколку месеци имаше, затоа што веќе јас нема Ѓорговани се викаше радиодрамата, тоа што беше навистина чудесна преуга, ама навистина преуга. Имаше аудиција во детската радиодрама, Софија Чаковска водеше тогаш детската радиодрама и јас, затоа што веќе чивијата е влезен во мене, се пријавив, имав еден монолог, имав една песна, Гори ватра од Здравко Чолич на телевизија. Леле. Добро. Така е. Ама, ете, таа е, да знам дека паѓав на колена нешто. Кој знае што прави? Учеше дома, мислам, вижбаше се, сите солтанати. Се пријавиш на испит како на Да, како за Што тоа беше многу сериозна институција, многу сериозна беше радиодрамата, која што изнедри многу деца кои што подоцна дали се бавеа со глума, дали со драматургија, дали со режија. И ме примија и како ме примија, потоа јас никогаш не сум одбрал во животот дали сакам ова или она да бидам, туку едноставно така се истапкал патот и сум отишол по тој пат, нешто многу сакав јас. Да, како те избра за улогите, како беше бирањето потоа? Имаше аудиција повторно? Аха. Уште пред Булки Тишините, која што 80-та имав јас тогаш таа држава, таа лошата држава, катастрофалната, секоја година, на Нова година, покрај многуте снимања радиодрами, теледрами и така натака, во 9 часот ноќта пред Нова година имаше специјално направена една теледрама од 1 час. Пред Нова година доади и јас пред тоа 79-та и 80-та, не се лажам, веќе имав 2 снимени такви теледрами и се отвори голема аудиција во цела Македонија за улогите и се пријавив, имаше 500 деца. Толку многу, од цела Македонија? Да, беше страшно, многу беше. Ме одбраа мене, ги одбраа останатите улоги, текстовите се уште ги чуваме, толку дебели, огромни. И така, потоа беше Циганчето и така. Да. Кажи ми како тогаш учеше? Имаше никој кој што помагаше во таа цела приказна на создавање на лик, на не знам, на создавање на нешто што се вика? Да, режисерот секако тој кој што Но сепак е дете во прашање, нели никој кој што? Да, веројатно е најтешко е со детето затоа што треба да му објасниш, да влезе во филмот, да го свати целото снимање како игра. Така е. Затоа што тогаш ќе биде веројатно така и ако нешто му дал Бог, тогаш на работата надоградена на тој талент што го има, може да роди нешто убаво. Каде се снимаше Булки крај Шиница? Булки крај Шиница се снимаше во Велес бевме сместени, а се снимаше најголемиот дел во Стари град, малку потаму од Велес. Таа убава железничка станица која што е стара, совршена е. Таму најголемиот дел се снимаше, имаше веројатно некои плюс други делови. Така ли беше? Да, така беше. Така е, да. Од мене ми се измешани сите, многу се, навистина се многу. Циганчето знам да е Струмица. Аха, Циганчето е Струмица цела? Аха. Циганчето е Струмица, во Колешино е снимано.
голем, огромен дел, бевме точно истини во Цар Самуил, таа година се отвори. Тоа ти беше нешто на вистина. Да. Ај, се враќам, всушност Буки Крешините беше прва таква серија голема Буките е или? прва, 80. Да. Значи, еве Буки Крешините. И после Буки Крешините стануваш ти познат во мало, те знаат сите, те препознаваат, ти бараат автограм, се тоа беше оправдани изостаноци, ама на вистина. Леле, мајко. Од на вистина бе снимање. Ама не знаете колку се снима. Да. Не знаете како концепт. Шокиран сум. Зошто како ние барем на тоа Да. 300 оправдани. И мене ми беше многу срам ми беше од дека ме познава. На сега на 10 годишно дете ми беше најнепријатно кога ќе поминам покрај дечиња, малку поголеми или моја возраст или помали од мене тука некаде, како што се движев на кај нив, приметев дека ме виделе и замолчуваа со разговор. И како ќе поминев 10 метри, го видел. Беше многу срам. Ако видев повеќе од двајца групирани на едно место, јас кружев околу за да не дека секому му да не се лаже, дека му е убаво. Ми беше непријатно што зад грб тие нормално дека се срамат, така натака и тие, меѓутоа. Да. А после Буки Крешините што дојде? Која серија беше? Булките под Циганчето, па. Циганчето. Сега ние не го знам после. Да, но доаѓа. Жолто зелено автограми. Ма на вистина. А девојките на Марко? Девојките на Марко е како 85-6 некаде. Да, значи 6 му 5. Тоа е некаде колку сме 15 на години. Да, 15 на години. И потоа 15 на години. Тогаш више беше тинеџер и сите беа девојки твои, така? Ма дечко, девојките на Марко беа. Да, сите беа девојките. Да. И имаше писма, имаше дома. Имаше, се имаше и писма имаше и љубовни изјави имаше. На обичен, го наоѓа и обичниот степуваат или не? Тоа немаше. Нема обичен тоа што. Ке ти дојдат пред врата и толку. Чекавме под второто Р и толку. Кога ќе дојде тогаш? Обичен кој мобил, кој СМС или Вибер. Да. Колку сме договорени до 8. Да. И доаѓаш во 8 и чекаш до 10 зашто не знаеш каде е. Под второто Р. И толку. Или под првото Р. Да, или прво или второ Р. Него, зашто тоа е рекорд за сите овие кои што нели не се родиле во некое друго време, па не им е рекорд нешто што. Да. Скопје во тој период беше тоа убаво Скопје. Беше чудесно беше. Да, нели? Чудесно беше на вистина. И скачање и заглавување до Сабајле и љубови и девојки. Посебно тие 90-тите години на мене ми се најчудесните во Скопје. Некаде бев на факултет, да речеме. Толку беше пријатно да се живее тука, толку беше убав животот, толку не беше безгрижен, иако нормално имаш грижи, некакви, за секоја возраст има своји грижи, меѓутоа беше на вистина толку убаво, па одевме во парк, Music Garden или како се вика. Да, Music Garden. И беше на вистина. Кај си искачал? Јас во Ван Гог, да речем. Ван Гог? Да. Тоаш беше период исто така кој имаше многу свирки, така Ван Гог си која вечер имаше свирка никоја. Да, но јас си пуштав музика во Ван Гог. Ај си пушташе музика? Да. Да. Музика на касети, Да. на почеток на касети. И вака ги снимав касетите, зашто треба да миксаш, како да смиксаш со касета, невозможно е. И дома ги снимав вака, цак, и кога ќе заврши стоп, па ја вадев и ја вртев, од истото место продолжи да се снима, и кога ќе пуштам музика, па другиот дек ќе го пуштам, а оваа само ја вртам, и веќе почна да по 2 песни имаше. После со 7, како се кажат, ранчиња, за да касети. Можеш ли да објасниш на овие сегатица какво беше тоа време на касети, на фиксни телефони, на Да. Многу беше интересно, не? Јас уживам што живеам во ова време сега. Да, во никаков, ама и никаков микс тоа, нели сега нели ние можевме да направиме никаква паралела на тоа што значеше тоа време и што значи ова време сега. Какви се можности не ни можеш дава. да им објасниш и не треба на крајот. Да. Јас на моите деца кога ќе им кажеш дека немало телефон. Телефон немаше, како тоа немаше. Немаше телефон. Немаше и телевизор едно време, ај во наше време. Имате викам сервер дома и дека гледате цело време сите филмови ги гледате на светот. Имаше во 7:15
до 7 и 18 црта. Ако го промашиш, толку утреден тај Да, стегниот. да, после си лигнуваш. Нема таква, Мишето ушко и толку. Колку беше убаво. Колку беше најубаво на Борис свет. Несторов беше еден од најгениалните ликови за синхронизирање на тие цртања, беше брилјантен. Да, никој ти давал онака баш од постари актери такви добри, како да кажам, интересни совети за тоа што треба да направиш за да бидеш подобар, што е можеби оно што го... Да? Сите големи актери, сите големи глумци никогаш немале како се вика некаква љубомора по младите и не би смело да имат, затоа што на крајот на кништата јас учам од нив, тие биле и се уште се за мене патокасот на каде што треба да се оди. Се надевам дека и младите генерации би размислувале исто, затоа што инаку ќе сгрешат. Драмски не започнал од нив, драмски нема да започне од мене, не започнал ни од пред нив. Едноставно, дури кога не постоел драмски во Македонија, имаше трупи актерски, имаше од кого учиме и кого наследуваме. Така е, да. Како е сега? Мислам, во однос на, не знам, на луѓе, на доаѓање, на следење на тие театарски представи, дали веќе научивме како треба да се однесуваме во театар? Веројатно во периодот кога учеш или кога студираше, гледавте се, нели? Тоа е. Се, апсолутно. Така е. Се не постоеше представа. Да, не само драмски, туку нели, МНТ, сите театри кои што... Тоа е дел од образованието. Дел од нештото. Едно е факултетот, каде што учиш, потоа кога ќе стапнеш на сцена. Е сосема поинако. Сосема поинако. Кажи ми сега, ми реча, нели пред да почнеме со муабет те прашав, не си живеел во стан и најубаво ти е во куќа? Не знам колку ми е најубаво, цел живот живеам. И убаво ми е. Убаво ми е, супер. Да. И за крај, емисијава се вика Скопје але, како навивам за Скопје. Во една до две реченици за какво Скопје навиваш? За Скопје во кое што жителите скопјаните се почитуваат едни со други, ќе имаат емпатија кон проблемите на другиот, ќе имаат сочувство кон проблемите на другиот. Нема да го валкаат, затоа што е ужасно Балкан овој град, ама на вистина ужасно Балкан, мислам дека е еден од најбалканите на светот. И на Скопје кое што некако би си го повратил барем малку оној ноќен живот кој што го имаше Скопје, беше познат тој ноќен живот. И при тоа не мислам што лудување, пијанчење, така натака, на убав живот, на убаво смеа, на млади на се. Тоа би сакал да не мора да има згради кои знае какви, од кои што ќе се одземе здивот, најнапред да почнеме со емпатијата, да не паркираме на тротоари, да помислиме дека има некое дете кое што треба да помени. Јас како дете од Нерези до Кисела вода, со модел, со 2 автобуси, со 3 автобуси, не помислиле родителите дека нешто може да ми се случи. Јас сега моите деца од Круме Кепевски до Кајмене 9 минути има дењето, ги мислам цело време затоа што константно одат на улица. Оти сите се паркирани на тротоарот. Тоа треба малку да го што се решава многу лесно, нели, со ставацки учини. Така. За джукели само така. Рувам, фала ти. Фала.